По повод Светскиот ден на уметноста, фестивал Центарски улици во центарот на градот, една од темите на кои што утрево ќе зборуваме со првиот човек на општина Центар, Горан Герасимовски. Добро утро, добре ни дојдовте во емисијата. Добро утро, благодарам на поканата. Поздрав до вашите ценети гледачи. Настанот дел од програмата за култура на општина Центар. Времето малку невообичаено за овој период, врне денеска, ќе се случи ли настанот, ќе се одржи? Верувам дека ќе не послужи времето, инаку овој настан го организира општина Центар 4-та година поред. Почнавме со многу мал буџет од 30.000 денари, да денеска одвоиме 1 милион денари токму за овој настан. Општина Центар во минатите 4 години одвојува, го зголемува дупло, тродупло буџетот во делот на културата, со многу голем број на културни настани кои што се одвиваат во самата општина. Буџет кој што од кога јас влегов во 21-та беше 4 милиони денари, сега е 25 милиони денари. Каква Тоа значи голем број на културни настани во интерес на центарци. Каква е агендата за денешниот? Да, настанот почнува во 12 часот, како што кажав, 4-та година го организираме самата општина Центарски улици поред. Ќе биде на улица Македонија. Ќе има голем број на диџеи, настанот ќе заврши почитуваниот Тони Зени, неговиот бенд. Ќе има живи статуи, еден интересен настан на кој што ги повикувам сите центарци, сите скопјани посетители на градот Скопје да прошетаат низ улица Македонија и да уживаат во самиот настан. Се одлучивте за домашни уметници? Како и сите изминати 4 години, така и ова, сите настани кои што ги прави општина Центар се со наши македонски уметници. Продолжуваме со она што актуелно се разбира во општина Центар. Се обнова едно од најстарите детски игралишта Дрвен во Дебармало. Почнавме офанзива, односно реконструкција, обновување на поголем дел од детските спортски игралишта. Малку времето не послужува сега деновиве, ќе стопираме, но ќе продолжиме во наредниот период. Во завршна фаза е целосната реконструкција на познатото Дебармалско спортско детско игралиште Дрвен. Се менува нова облога, нова урбана опрема, нови детски реквизити, се поставува на позната центарска црвена канделабра на самото игралиште со модерни иновативни клупи. Продолжуваме со реконструкција во непосредна близина и на мало спортско фудбалско игралиште кај КАМ маркетот. Продолжуваме со реконструкција на игралиштата кај Зебра и сега на сите оние детски игралишта каде што се скршени дел од реквизитите, истите ќе бидат сменети во текот на овој месец. Докаде е со вандализмот? Се справивте ли со таа ситуација со оглед на тоа дека последните оние снимки кои ги видовме посебно во Капиштец пред некое време брутално и непријатно изгледа. Меѓутоа, вие работите, се менува опремата, се реконструираат вакво, меѓутоа сепак... За жал, истото продолжува, не во иста насока, односно не толку многу, но сепак има дел игралишта каде што се кршат од страна на нашите млади. Истото беше и на игралиштето Дрвен. Не сакам сега да вадаме повторно слики, но додека се правеше подлогата во вечерните часови беше истото вандализирано, со тоа што влегле дел од млади и имаше стапалки кои што го оштетија самата подлога, која што дополнително ја реконструиравме за да може да функционира. Поднесовме иницијатива, истата тргна во влада, неколку законски измени, но кај нас во државата искрено све, како што гледаме сите, иде све многу споро. Како општина успеваме до сега да предложиме неколку иницијативи, меѓу кои е оваа за вандализам и детско насилство, кој што дел влегува во законска регулатива, дел се уште во некои од лавиринтите во некои од нашите институции, за жал. Верувам дека истите ќе го видат светлото на денот, но не застануваме како општина и како тим на луѓе, продолжуваме со многу иницијативи, не само во делот на малолетничка деликвенција, туку во делот на урбанизмот, во делот на законски регулативи, како што и се сеќавате за конфискација на диво направени објекти,
како општина ќе дадеме се од себе да ги подобруваме законските регулативи во интерес на граѓаните. Во минатото знаевте заедно со родителите да бидете на терен буквално во доцните вечерни часови, ќе продолжи ли таа практика, особено доаѓаат повисоки температури, ќе бидат децата повеќе надвор, младите? Како и секоја година, соработката со МВР на високо ниво, продолжуваме со нивните заеднички патроли, во кои што и учествува и општина Центар, заедно со делот на наставниот кадар. Ги посетуваме најфреквентните и посетени места од страна на младите во вечерните часови, за да поразговараме со истите. Верувам дека изминатата година веќе малку се осеќа подобрување во делот на ноќното дивење, да речем, на дел од младите, не на сите. Ќе дадеме се од себе како општина со одредени програми, со подигнување на јавната свест, заедно со Министерството за внатрешни работи да ги сузбиваме сите овие дејанија. Се реконструираат поголем дел од улиците во Центар, втор дел од улицата Ленинова. Да, почнавме реконструкција на неколку улици. Вчера бев и во посета на отпочнатата реконструкција на големиот парк кај Зелениот пазар. Тоа е хортикултурно уредување и партнерно уредување со ново детско игралиште и со ново спортско кошаркарско игралиште. Многумина во предизборието говореа дека таму ќе се пробива улица, дека ќе се узурпира делот кошаркарското игралиште за да се завршат некои обврски кои што во минатото не биле завршени со пробивање на одредена улица. Во тој дел не докажавме, како што и ветувавме во предизборието, дека таму ќе биде хортикултурно уредување, се средуваат оние плочници кои што протекуваа во подземното паркирање и ствараат дополнителни проблеми на жителите. Истите се во фаза на реконструкција, ќе има нови патеки, ново зеленило целосно на цел тој потек. Продолжуваме со реконструкција, отпочнавме реконструкција на улицата Мирослав Крлежа, една од најбавите улици во Дебармало, која што ќе добие лик наликум на улицата Ленинова, каде што ќе се ослободат тротоарите за пешаците, за велосипедистите, за мајките со колички, целосна реконструкција на истата улица и продолжуваме на соседната улица, односно продолжување на отпочнатата реконструкција на улицата Ленинова на едниот дел, сега продолжуваме делот на Партизанска до Илинденска и од Илинденска до Министерството за култура. Кај нас треба малце да бидеме поажурни во делот на правење притисок на тие што ги реконструираат улиците, поради тоа што самата реконструкција секогаш трае малку подолго, но јас делумно ги разбирам, пред се ни е квалитетот, а второ е да биде навремено завршено, поради тоа што ако нема квалитет, како што гледаме дел од улиците се реконструираат на 3 до 4 години, што не е дозволиво. На толкави финансиски средства кои што ги одвојуваме, очекуваме да биде квалитетно завршена. Исто како првиот дел на Ленинова, за кој искрено сум задоволен како градоначалник, верувам и жителите кои што секојдневно ја посетуваат и живеат на тој дел од Центар. Така ќе продолжиме и на другите наши улици кои што се во план за реконструкција во наредниот период. Како се справувате со сообраќајот, со оглед на тоа дека сега веќе има пренасочување, а секогаш е проблем, практично еден од најпроблематичните делови е токму Дебармало и тие помалите улички. Покренавме многу иницијативи, неколку состаноци направивме со Министерството за внатрешни работи, каде што правиме план како да се затвараат одредени мала, како што и Дебармало. Малку тешко оди поради тоа што кога ќе ги викнете жителите, секој си има своји желби и тоа не успорува во целиот процес, но верувам дека набрзо ќе го решиме и тој проблем. На следната седница на Совет, која што ќе биде во текот на овој месец, имаме нови правилници во делот на паркирањето. Еден од најголемите проблеми со кои се соочува не само центарот на Скопје, туку центарот и на секоја метропола, што е нормално. Најфреквентно, најпосетено, со голем број на посетители, не само жители на градот Скопје, туку и жители на целата држава. Тука се сите болници, министерства, скоро сите државни институции, нормално да фреквенцијата на луѓе и сообраќај ќе биде поголема, со тоа и да се прави поголем проблем во делот на паркирање. Верувам дека со новите правилници кои што ги спрема јавното претпријатие Паркинзи на општина Центар, истите ќе бидат изгласани во текот на овој месец, односно на оваа седница на Совет, и со истите ќе почне подобрувањето на паркирањето на нашите жители во Центар. Да ги споменеме и повозрастните жители, односно пензионерите, и тие се активно вклучени во активностите на општина Центар. Општина Центар има, можам да кажам, одлична соработка со нашите пензионери.
која што ја продлабочуваме од година во година со голем број на проекти. И не само за пензионерите, туку имаме многу мерки и програми во делот на младите, во делот на учениците, во делот на социјално загрозени категории, но и во делот на пензионерите кои што ги напоменавте. Со нив имаме 4 годишна соработка каде што од година во година проектите се зголемуваат. Посета на наши возрастни родители од страна на стручни лица, која што ја возможува општината Центар, бесплатно, каде што неколку пати во текот на неделата се посетуваат пензионерите во делот на физикална помош, терапија, во делот на купување на одредени домашни продукти, плаќање на сметки, подсредување на домот и така натаму. Она помош која што ја отпочнав јас од кога дојдов градоначалник, која што беше 2500 денари, која што даваме на пензионери со пониски примања, од оваа година ќе биде 5000 денари. Продолжуваме со голем број на проекти во делот на во моментов се уште трае, каде што нашите пензионерки одат во нашите основни училишта и ги учат нашите млади за во делот на традицијата, во делот пред Великден како се вапцаат јајца, како се шие, како се везе, како се готви и така натаму. Имаме секоја година екскурзија на која што ги праќаме нашите повозрастни жители. Они одлучуваат во кој дел од нашата убава Македонија ќе го посетат и го посетуваат истиот. Хорот ни е одличен на пензионери, кој што му го возможуваме простор каде што ќе може да прави проби и настапи. Голем број на проекти кои што од година во година, како што кажав, ги продолжуваме и подобруваме. Вие сте еден од ретките градоначалници кои има таа комуникација со повозрастните наши сограѓани. Имаат ли специфични барања или конкретни барања до вас? Како оди комуникацијата? Имаме редовни состаноци, ме посетуваат во општината, јас ги посетувам во нивниот пензионерски клубови. Даваат предлози, како што и редот на крајот на годината, за да истите влезат во новите програми, во тековната година која што следи. Нивните желба за работа и мотив, искрено ми дава и мене желба и мотив да што ги подобруваме што повеќе условите. Гледаме како истите секојдневно се социјализираат. Ветивме уште во првиот мандат во делот на нивните барања за отварање на нови пензионерски домови, да во секоја мало има пензионерски дом каде што истите ќе може да се собираат, социјализираат, дружат и така натаму. Истите се отворени и одлично функционираат. Барањата се ситни искрено, а проектите и она што го добиваме фидбекот од страна на жителите, младите во општината е огромен. И искрено ми ствара желба и мотив да ги подобруваме, но и зголемуваме проектите заедно со нашите повозрастни жители. Продолжиме на тема спорт. Целосно реконструирана салата работнички, она култна сала која што се чекаше многу време за да биде онака како што изгледа денес. Колку сте вие лично задоволен од финалниот изглед на салата? Клубот се соочува и се уште со одредени проблеми. Го начекавме во многу лоша катастрофална ситуација. Мојот проект за клубот беше да ја направиме салата, домот на нашиот кошаркарски клуб работнички, а потоа и го враќаме оној долг кој што го наследивме повеќе од 700.000 евра, каде што секојдневно искачаат одредени батови, одредени извршители, дополнителни фактури кои што се правеле во минатото. И за жал во денештицата ние имаме тешка задача да сето тоа го решиме. Во моментов се бориме да обстанеме, односно останеме во првата лига, што верувам дека истото и ќе се оствари. И планирано е да со завршување на сезоната направиме целосна претумбација внатрешна во самиот клуб. Промени од најгоре до најдоле на сите позиции во клубот, за да од септември со поголем буџет, кој што го договараме заедно со советниците, односно враќање поголем дел од долгот и да во истиот, односно самата екипа има поголем број на наши македонски играчи кои што ќе носат победи за самиот клуб. Во делот на салата, да, тоа ни беше еден од приоритетите покрај враќање на долгот, да го вратиме и домот и целосно го реконструираме каде што ќе игра нашиот најтрофен кошаркарски клуб работнички. Јас сум искрено целосно задоволен од тоа што го направивме со
реконструкцијата, добивме целосно реконструирана, да не речем нова, модерна, по ФИБА стандарди сала, која што, ако гледате, во истата играат нашата репрезентација, но истата во моментов и се издава на одредени клубови кои што имаат утакмици во самата сала. Искрено ми е гордост салата работнички. Да, кошарката е, да речеме, еден од водичките спортови во нашата држава. Значи ли тоа дека сега салата е попривлечна за помладата генерација на дечиња? Секако, така и беше и она скромно отварање на салата, каде што беа поканети нашите ученици од 6 до 9 одделение од нашите основни училишта, но и легендите, односно првите играчи на клубот работнички, да ги споиме историјата, сегашноста и иднината, да младите учат од повозрастните како се сака и кошарката, и спортот, но и како се чува и негова и спортската сала. Верувам дека допревме и до младите, а допревме и до нашите повозрастни кошаркари, нашите легенди на клубот работнички. Општина Центар има и Лига Центар, каде што нашите млади се надпреваруваат во делот на одбојка, во делот на ракомет, во делот на кошарка, во делот на фудбал. Последната утакмица која што е меѓу две училишта кои што влегуваат во финале, ќе биде во четврток и ќе биде токму во нашата реконструирана сала работнички. Да младите учат што значи спортот, да младите ја почитуваат салата и ја вреднуваат истата, да и како и ние повозрастните си има посебно место кај сите нас центарци самата сала работнички. Кога сме кај младите, имаат ли одредена поддршка, имате ли одредени програми за поддршка на млади, талентирани спортисти, па и било... Секоја година истата поддршка се зголемува и во бројката на ученици, за да ги мотивираме истите, но и ги зголемуваме финансиите. Одвојуваме финансиски средства за нашите талентирани ученици во делот на спортот, во делот на културата, во делот на иновативноста, каде што секоја година општината дава стипендија на нашите најистакнати ученици во општина Центар. Оно што го ветувавме во предизборието, а тоа е бесплатни униформи кои што ќе следат во текот на месец септември, ги имавме и минатата година, продолжуваме и оваа година. Бесплатни ранци и прибори за нашите првоодделенчиња во сите основни училишта, екскурзија со цел да ја запознаат нашите млади нашите убавени од нашата татковина Македонија, која што ќе биде целосно финансирана од општината, но и оној бесплатен оброк кој што во моментов се осмислува како ќе оди од училиште во училиште, да им помогнеме на родителите и ги покриваме тие трошоци. Интензивно се гради во општина Центар, особено во старите скопски мала. На што се насочувате во наредниот период? Да, се разубавуваат и подобруваат условите. Знаеме дека на жителите кои што живеат во одредени окрузи им смета одредена градба, но треба да ни биде јасно дека како и во општина Центар, односно како и во секоја метропола, дека треба да се разубавуваат и подобруваат условите за живење, за одредени квартови кои што мал број од 30 жители протестираат за отпочнување на било какви градби, сега кога проаѓаат и истите покрај нив се воодушевуваат, искрено. Нашата цел е не да не се гради, туку тоа да биде во хумани услови. Пишуваме голем број на казни заедно со инспекцијските служби поради непочитување на законските регулативи на одредени несовесни инвеститори, каде што ни прават проблеми во делот на нивното работење, во делот на узурпација на тротоарите, во делот на непочитување целосно на законските регулативи, и тука сме ригорозни, постојано казнуваме. Верувам дека, а тоа и покажа и во минатото, дека само со казни се учат одредени работи. Општина Центар има голем број на проекти кои што ги правиме и самата општина, но и општина Центар издава дозволи за градба, но ние наоѓаме начин како истите ги подобруваме со одредени законски регулативи. Во делот на урбанизмот имавме многу измени преку Советот, во делот на програмата за издавање на дозволи за одобрение за градба, каде што ги подобруваме условите за паркирање. Во минатото се правеле одредени згради каде што немале доволен број капацитет на паркинг места, сега тоа е недозволено, доколку има 20 паркинг места, односно 20 станови, мора да има 20 паркинг места. Ставаме повеќе зеленило во самата парцела за градба, најново сега што ќе воведеме и високостеблести дрва. Ги отстранивме оние клацкалки кои што во минатото ги поставувале по одобренијата, односно ги приложувале, но никогаш не ги реализирале.
и ни прават дополнителни проблеми во делот на паркирањето, во делот на катноста на коси терени, ги изменивме правилниците каде што одобрението се дава не од долната улица каде што правеле по 2-3 спрата плюс, туку од горната улица, иако одобрението П+2 мора да биде П+2. Правиме се во тој дел за да ги подобруваме условите за градба кои што ги имаме во општина Центар. Една од последните ваши акции беше отстранување на дивите тезги кај старата скопска чаршија. После самите избори почнавме со отстранување на одредени дивоградби. Ги има многу во минатото, ги отстрануваме дел по дел. Тоа е проблем не на општина Центар, туку проблем на сите општини во државата. Ако се сеќавате и оној закон за легализација за кој што јас не се согласувам, не јас верувам дека и поголем дел од градоначалниците, поради тоа што се соочуваме со одредени проблеми кои што во минатото се направени, а денеска многу ни тежат. Имаше отпочнување и на нов закон за легализација, ако се сеќавате истиот беше стопиран, не беше изгласан, односно потпишан од страна на тогашниот председател, вратен во собранието. Продолжуваме со отстранување на дивоградби, да, имаше сега отстранување во текот на изминатите неколку денови. Продолжуваме со инспекцијските служби пишување казни за гласна музика, со која што се соочуваме со проблем со одредени локали, не со сите, со одредени локали на територијата на општината, каде што се пишуваат енормно високи казни од страна на инспекцијските служби. Во делот на отстранување на диво направени објекти ќе продолжиме и понатаму. Наша иницијатива беше и прифатена од градот Скопје да заеднички ја завршуваме таа работа со отстранување на диво направени објекти, поради тоа што градот Скопје нема градежен инспектор, нашите градежни инспектори излегуваат на терен, пишуваат одредени отстранувања, а градот Скопје ни помага со службата улици и патишта да истите бидат на трошок на градот. Они имаат целосната механизација и во тој дел заедно ги организираме оние отстранување на диво направени објекти. Веруваме дека и во наредниот период, односно оној кој што следува летото, ќе имате многу културни настани како и секое лето. Ви благодариме што бевте денеска дел од нашата утренска емисија и ве очекуваме повторно. Ви благодарам на поканата и можноста да ги запознаеме граѓаните што све направивме изминатиот период и кои се нашите планови за наредните месеци од текот на годината. Многу успеси и се надевам дека ќе послужи времето барем да се одржи денешната се надевам манифестација. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодариме и